Во ова издание, 5-ти ден затворена владата на САД, нема најави за можен брз договор за буџетот. 2018-та тешка за медиумите, убиени, киднапирани и притворени новинари. Мачката на пат да стане најомилено домашно милениче. Ке слушнете зошто. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Владата на САД денес е затворена 5-ти ден, без најава за можен договор за буџетот. Председателот Доналд Трамп изјави дека вака ќе биде се додека не се постигне договор за ѕидот. А во Македонија ќе се променили начинот на избор на председател. Владимир Мирчевски јавува. Власта сериозно размислува за уставни измени со кои би се променил начинот на избор на председател на Македонија. Тоа значи дека идниот шеф на државата би можел на место на избори да се бира во собранието со гласовите на пратениците. Ова опција според владини извори би се иницирала во случај опозицијската ВМРО ДПМН да реши или јавно или прикриено, како што беше со референдумот на 30 септември, да ги бойкотира председателските избори и така да доведе до неисполнување на законскиот цензус од 40%, што пак би резултирало со неуспешни избори. Премиерот, иако јавно не сака да зборува за вакво сценарио, сепак навести дека се разгледуваат, како што ги нарече, секакви можности. Крај на година. Сакам оптимистички да размислувам, не доколку нема цензус, дај да успееме да има цензус. Тоа е редот по устав, по закон да избереме председател. Мандатот на председателот Иванов завршува на 12 мај, колку што знам, како што тоа е определено. Македонија ќе има нов председател и согласно тоа да бидеме позитивно фокусирани на успешни избори, демократски избори, кои што навистина ќе го изберат првиот човек на државата, новиот председател на Македонија. Секако можности постојат секакви ако тоа не се случи. Но не би сакал ниту да размислувам, ниту да дебатирам за такви можности. Според законот, во прв изборен круг за председател избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број запишани избирачи. Ако тоа не се случи, во вториот круг се гласа за двајцата кандидати со најмногу гласови. Тогаш за шеф на државата избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале, ако гласале повеќе од 40% од гласачите. Во ситуација опозицијата да реши да бойкотира, владеачките партии поддржани од исклучените пратеници на ВМРО ДПМН би пристапиле кон уставни измени и промена на начинот на избор на председател на државата. Дали Зоран Заев ќе се кандидира со оглед на тоа што анкетите му даваат најголема шанса и така би анимирал поголем дел од избирачите да излезат да гласаат? Јас дефинитивно не се кандидирам. Бидејќи речиси неверојатно шеф на државата да биде избран во првиот изборен круг, за успешни избори во вториот круг треба да излезат 40% од вкупниот број избирачи, што би значило повеќе од 700.000 граѓани. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Председателот Трамп размислува двојно да го намали бројот на американски трупи во Авганистан во наредните недели. Потегот, кој се уште не е потврден од американската администрација, ги шокираше официјалните лица во воените зони и наоколу. Ајаз Гул известува од Исламабад. Веста за наводните планови на САД за повлекување на трупите од Авганистан дојде во време кога афганистанците и околните држави се уште се обидуваат да ја проценат необичната итност на САД за преговори да се стави крај на војната со Талибан, процес кој ја стави владата на Кабул настрана. Јавно, афганистанските официјални лица ја потценија важноста на повлекувањето, но приватно, тие се загрижени дека нивните национални безбедносни сили би се соочили со критични предизвици во опит да го држат под контрола Талибан без поддршка на САД. Се ги слушнале истите гласини во весниците што ги видов и јас, но бидете сигурни дека ништо не е сменето. Ако добијам наредби, важно е да знаете дека ние сме се уште со безбедносните сили. Ќе бидеме добро. Сепак политичките коментатори во Кабул ваквата наводна одлука ја гледаат како резултат на средбите меѓу официјални лица на САД и Талибан во Обединетите арапски емирати. Официјалните лица и критичари во Пакистан велат дека долго време го очекувале повлекувањето на САД, но дека наглиот потек може да има непосакувани последици. Ќе има последици врз Авганистан и за регионот за кои ќе ни треба полого време да ги утврдиме. Мислам дека ова е голем чекор за преземање на Авганистан од Талибан. Пакистан ќе има клучна улога во промовирање на мирот во Авганистан, бидејќи патот за мир во Кабул оди преку Исламабад.
Некои аналитичари стравуваат од можноста Талибан да ја поврати моќта во Кабул и да го обнови контроверзниот бренд на исламската администрација во држава каде образованието и надворешните активности за девојчињата и жените се забранети. Во 2018 година пораснал бројот на убиени, киднапирани и притворени новинари додека ја вршеле нивната работа. Елизабет Чернев за состојбата со медиумите изминатава година. Во април бомбаш самоубиец на исламската држава во Авганистан, представувајќи се како представник на медиумите, уби 26 лица, вклучувајќи и 9 новинари кои бегале од експлозијата. Во јуни, вооружен напаѓач влезе во новинска редакција во Мериленд и уби 5 вработени. Во октомври, колумнистот на Вашингтон Пост Джамал Кашоги беше убиен во Саудискиот конзулат во Турција. Од киднапирање и убиства до затворање, заканите за новинарите се во алармантен пораз, велат експертите. Новинарите во демократските земји се повеќе загрозени. На крај новинарите во земјите кои не се во конфликт ја плаќаат цената за нивното известување. Според Репортери без граници, најмалку 63 професионални новинари биле убиени во 2018-та. Најмногу случаи на убиени новинари имало во Авганистан, Сирија и Мексико, но нападите не се ограничуваат само на убиства. Затворањето на новинарите е исто така во пораст. Комитетот за заштита на новинарите тврди дека Кина, Турција и Египет се одговорни за повеќе од половина од вкупниот број на затворања. Официјални представници наведуваат случаи како оној во Мјанмар, дека оваа година 20 новинари на Reuters се осудени на 7 години затвор. Тие открија воено злосторство, но беа обвинети дека поседуваат украдени документи и завршија во затвор. Во САД, жестоката риторика на председателот против медиумите е пример за други лидери кои сакаат да го нападнат печатот, велат експертите. Нарекувајќи ги лажни вести, тој вели дека се нелегитимни. Велејќи дека се непријатели на народот, тој вели јас сум народот. Ако се мои непријатели и ме критикуваат, тогаш ве критикуваат вас. Јавната доверба во американскиот печат е на најниско ниво досега, но има и позитивни сигнали за промени. Во Етиопија, каде од страна на новиот премиер Аби Ахмед се имплементирани демократски реформи, за прв пат во 14 години нема ниту еден случај на затворен новинар, и тоа не е се. Гледаме промени во режимите на земји како што се Еквадор, Јужна Кореја и Гамбија, каде што има подобрување на индексот на слобода на печатот. И додека новинарите ширум светот продолжуваат со својата работа, последните извештаи покажуваат дека тие работат во тешки и ризични услови. А што откри ново истражување за однесувањето на мачката? Ова е интересно за сите кои имаат вакво милениче. Прилог на Кевин Енокс. Сите знаеме за посебната врска меѓу кучињата и луѓето. Кучињата можат да го прочитаат тонот на гласот и изразот и гледаат во очи како начин на комуникација. Изгледа дека сето тоа го прават и мачките. Откривме дека мачките се добри во следењето на сигналите од човекот. Истражувачите ставиле две идентични чинии со храна на подот, но гледале само во една. Погодете која чинија ја избрала мачката. Без разлика дали го држиме погледот долго или кусо на целта, а потоа ја погледнеме мачката, таа ги следи сигналите. Истражувачите не се сигурни дали е ова заради животот со луѓето или пак од секогаш ја имале таа способност. Мачките учат спонтано, дека оному каде што луѓето гледаат, тоа може да биде важно. Ова е интересно затоа што може да прашате ако не е вродено, а мачките го учат, дали може други животни да го научат истото. Ова е единствениот тест за ова направен досега, но резултатите биле повеќе од јасни. Утврдивме дека мачките избирале намерно, а не случајно, зашто резултатите покажаа дека во 70% од случаите изборот бил успешен. Истражувачите велат дека една од причините зошто толку време било потребно да се открие ваквото однесување е затоа што за мачките се верувало дека тешко учат, но можеби едноставно не сакале да бидат вознемирувани. Благодарам, со нови информации се гледаме утре повторно. Пријатно.